Игор Здравковски, Кафја. Игор Здравковски има збор, повелете. Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги и пратеници. Треба, според ова што го имаме пред нас, треба да се задолжиме за нови 90 милиони евра. Одлука, односно заклучок кој што е донесен на 16.4.2020 година, а се однесува на периодот од 1 февруари. Првиот случај на COVID-19 во Република Македонија беше регистриран на 27 февруари. Така што оваа заштита од COVID малку е утната временски, бидејќи се уште немаше тука. Во ред е да некој се спремал да дојде корона кризата и да го пречекавме сето ова зло спремни, меѓутоа не е така како што е. Трите сета на мерки понатаму кои што следуваа против корона кризата резултираат со пат на економијата од 4,4%, а до крај на годината, според некои прогнози, ќе бидат поголеми од 5,5%. И мене ми е сега тука многу јасно дека вие пробувате да направите една споредба со Албанија, со Турција, со Грција и така натаму, меѓутоа тоа се држави кои што голем дел од својот буџет го полнат преку туристичкиот сектор. Ние, за жал, немаме толку развиен туристички сектор, за да можеме да споредуваме дека Албанија ќе имала пат од 8,5%, а ние ќе имаме од 5,5%. Така да, тоа ви пропаѓа во вода. Велите дека 100 земји подигнале кредит за наменско задолжување од Меѓународната банка за обнова и развој. Сега ние се потрудивме да ги најдеме и ги најдовме кои се тие 100 земји. Факт е дека се 100 земји. 38 се афрички. Чад, Нигер, Нигерија, Џибути, Руанда, Еритреја, Сомалија и така натаму. 38 афрички. Имаме голем дел од земјите од Југоисточна Азија. Камбоџа, Лаос, Тајланд, Мјанмар и така натаму. Понатаму имаме земји кои што се поранешни советски републики. Киргистан, Таџикистан, Узбекистан, Монголија, тука спаѓа, земји од средна, односно од Централна Америка, Гватемала, Хаити и така натаму. Ако се ставаме ние во куп со сите тие земји, а тежнееме кон Европска унија, не гледам која е нашата европска перспектива. Од регионов имаат само подигнато кредит Косово, Албанија, Молдавија, Србија, еве и ние сега сакаме да подигнеме кредит кој што би требало да биде наменски, но не ја гледам вистинската намена тука. Меѓутоа ќе се навратам на тоа. За задолжувањето само една споредба, вака сакам да ви ги нафрлам работиве, бидејќи вие ги кажувате постојано тука, како што се сеќам, односно во долната сала, тропавте со звонци, со свирчиња свиревте, грчко сценарио се спремало за Македонија и така натаму. Во 2006 година јавниот долг беше 33,2%. 2016 година јавниот долг беше 48,8%, а 2020 година имаме 59,5%, односно зголемување за повеќе од 10% за 4 години. Претходно 10 години се зголемило за 15%, а сега за 4 години имаме зголемување за 10,5%. Претходно имаше инвестиции, се градеа автопати, се градеа патишта, се градеа училишта, градинки и така натаму. Сега јас ништо не гледам дека е изградено за овие 4 години, а долгот е за 11% зголемен. Доколку има нешто изградено, ја слободно кажете, јас доаѓам од Велес, кажете еден капитален проект, бидејќи имаме 39% реализација на капитални проекти, а за Велес имаме 0%. Понатаму, ова што вие го кажувате дека сме се движеле кон Европска унија, соодносот на плати, уште еден податок. Соодносот на плати помеѓу Македонија и Европската унија.
2006 година било 30%, односно македонската плата била 30% од просечната европска плата. 2016 година била 37%, а 2020 година моментално е 37,2%. Односно, во претходните 10 години се зголемувала за 0,7 она приближување од Македонија кон Европската Унија. За сега последниве 4 години, од кога дојде Животов, да имаме зголемување, односно приближување за 0,05%. Или математички 14 пати побрзо сме се движеле за време на режимот, отколку сега. Чисто како податок. Колешке, не е како да не, тоа го говорат бројките. Вие, ако сакате, демантирајте ме или пробајте да ме демантирајте. 1/3 од овие 90 милиони евра ни се трошоци кои што ќе одат за здравството, а 2/3 ќе одат во труд и социјала. Од овие кои што се за здравството, ние немаме дефинирано ништо. Односно, не се кажува конкретно каде ќе одат тие 34,05 милиони евра, или од нив 10 милиони и 640 илјади евра се предвидени за Фондот за здравствено осигурување на Македонија, каде што практично се покрива дупката која што ја направи Ден Дончев. И тука сега ќе наведено е дека ќе се финансирало зголемување на персонал и како што видов во предлог законот за патронажни сестри, и тоа е во ред, меѓутоа што правиме со докториве? Докториве ги нема, сите ни избега. Зошто е тоа така? Тоа е така дополнително затоа што ветувавте дека на специјализантите ќе им го решите статусот, меѓутоа се уште специјализантите не зимаат ни 1/3 од платата која што ќе ја зимаат како специјалисти, а тоа ви беше едно ваше празно ветување. Уште на почетокот на оваа корона криза, се согласуваме дека има корона криза и дека треба да има интервентни мерки, меѓутоа мерки кои што ќе го погодат стопанството, кои што ќе дојдат до граѓаните, а не со овие 3 сета искористивме само 55%. Уште на почетокот на кризата професорот Гоце Андревски од Кралскиот универзитет во Торонто укажуваше дека додека се држат карантините, значи онаа крива додека беше успорена, требаше да се инвестира во здравството за да направиме ние дополнителни капацитети за кога ќе дојде овој бран втори или трети или веќе кај нас е без прекин, постојано имаме бран на ковид, за кога ќе дојде здравството да може да го издржи овој терет кој што сега се случува за последние 2-3 дена да видиме дека нема празни места по болниците. Значи требаше да инвестираме во здравството, а инвестирани се само 10 милиони евра. И тоа е една срамна и жалостна сума, која што еве не доведува во ваква ситуација каде што од утре натаму Господ да им е напомош на оние кои што ќе се заразат од ковид и ќе пројават симптоми, а ќе немаме каде да ги примиме. Ова што беше вчера, значи меркиви и промашувањата на мерките, сакам да ви кажам, сега пред 5 минути стаса еден податок дека само 8,5 милиони евра се имаат направено промет во овој викенд без ДДВ од предвидените 170 милиони евра или промашување за 95%. И додека ВМРО ДПМН како политичка партија постојано укажуваше дека треба да се инвестира во здравството, вие правевте крајно непродуктивни трошоци, трошевте за лубриканти, трошевте за 3 тони кафе, од кои 2000 килограми, ова сакам само да го прочитам, 2000 килограми за еспресо, 1000 килограми капучино и доколку дозата на кафето, тие што имаат работено по кафичи знаете 7 грама за шолја, со тоа се добиваат 428.571 шолја кафе. Значи ние у време на криза 428.000 шолји кафе трошиме. Наместо да трошиме во кревети, во реновирање на болници, кои што се прикажани оваму у предлог законов, меѓутоа не се конкретно наведени каде се тие болници. 170 килограми бадеми, лешници и така натаму, сега да не спомнувам, има ваму многу од рубриката Село гори баба се чешла. Имаме многу да кажуваме и на тоа ќе нема крај. Понатаму само, гледам со времето сум при крај, постојано спомнувате
Скопје 2014 или автопатот кој што Сугаревски кажуваше дека е промашен. Сугаревски кажуваше дека е промашен, Бочварски го демантираше. Што правиме сега за тие 180 милиони евра кои што стојат таму во машини, односно ние плаќаме таа механизација таму да стои, а не сме употребувале. Скопје 2014 нас ни одржа економијата кога бевме во рецесија, односно кога цел свет беше во рецесија. Да, сега ниту имаме капитална инвестиција Довршете ја мислата. и повторно се задолжуваме. Господине Ковачевски, ќе ве молам само да Довршете ја довршам мислата и мислата. благодарам. Јас на вистина ве почитувам и на вистина верувам во вашите способности, меѓутоа во политички жаргон ќе ве предупредам дека тие ќе ве избањаат. Значи ќе ве остават така на патот затоа што Нина Ангеловска можеше во подпишува, не го подпиша. Ќе ве наместат вие да го подпишете и вашата Благодарам. импресивна кариера ќе се уништите поради Горан слушање Мисовски, на овакви реплик. Горан Мисовски, реплика.